Вие земете во еве како за размислување прашањето за корупција. Путин со корупцијата се бори со билборди, например. Некој се бори со маркетинг, некој се бори со ветувања. Јас нема да бидам корумпиран, јас и така натаму не сум корумпиран. Меѓутоа, народот рекол, секој човек има точка на топење. Јас сега одговорно пред цела македонска јавност ќе кажам да, точно е тоа. Зашто телото има точка на топење. Секој кој што живее телесно, световно, греовно, значи во тело, не е духовен, тој има точка на топење. Оној човек кој што е новороден во дух и вистина, како што Никодим се роди во Новиот Завет, кој што го примил Христос и се поистоветил со Христос, се охристовил, што вели професорот, кој што го примил тој образец, Узан станал духовен, кој што целата своја надеж во животот ја полага во Христос и живее во мисла, во збори, во постапка согласно тие упатства, и неговите дела говорат за тоа и го потврдуваат неговиот живот. Тој е духовен човек. Духот не може да биде стопен. Само телесниот човек има точка на топење. Духовниот човек нема. Од тука, било кој политичар ако ви каже јас не сум корумпиран или нема да бидам корумпиран во наредниот мандат, ако неговите дела не кореспондираат, меѓутоа во комплетен интегритет на оно што го мисли, оно што го зборови, оно што го прави, ако во било кој елемент он погреши, народот не смее да му верува, тој политичар лаже. Тој нема да биде некорумпиран. Тој ќе влезе во замката на злото. Тој ќе влезе под јаремот. Бидете сигурни во таа работа. Затоа сакам порака на македонската јавност. Немој да им верувате на политичарите само на збор. Гледајте ги нивните дела. Христос рече, по делата ќе ги познаете моите. Ако во делата нивни видите и најмал збор на лага, верувајте дека тој утре ќе биде и корумпиран, зашто тој телесно живее. Ако некој развратно живее, тој е исто телесен. Телото има точка на топење. Тој не е духовен, према тоа не е отпорен на корупцијата. Еве ви еден узанс, нека размислува народот во текот на оваа година, како вие што најавивте, дали може телесен човек кој што не живее духовно да остане некорумпиран во едно греовно тело и во едно греовно окружение. Па вие ако сакате земете и Европа. Европа денеска се наоѓа во еден длабок морален распад. Знаете ли како ја викат Европа? Европа ја викат темен континент. И ние правиме фетиш од Европа. Да, Европа нам ни е потребна. Заради одредени стандарди на живење кои што ќе ги подобрат условите за живот на обичниот човек и обичниот граѓанин. Во ред и хармонизација на законодавство со Европа. Меѓутоа, ако Европа ви понуди закон кој што шири аморална реа околу себе, ние сме должни, како влада, како политика, како министер, да речеме стоп, тој закон до границата. Македонскиот код е чист, морален, библиски заснован. Вие ќе си го вратите тој закон и ние нема да го хармонизираме во нашето законодавство. Ова се чисти принципи кои што извират директно. Игра нема тука. Ако во Библијата Господ ни дал упатство, една инструкција, како ние да се однесуваме во нашиот живот за да не биде добро, и политиката е еден вид инструкција за уредување на односите помеѓу луѓето, па и за односите во политичкиот поредок како целина. Ако вие земете, например, само еден сегмент, ако лагата доминира во политиката, а ќе се сложите, верувам сите, дека кај нас е расширено сваќањето, па и меѓу младите кои што имаат натрешен порив да се занимаваат утре со политика, дека само со лага може да успеат во политиката. Ако не знаат да лажат, нема да успеат во политиката. Да ги потиснат квалитетите за да тоа ние фактички сме свеле политиката на една мизерна професија, на една бедна професија. А замислата и од Господа е дека таа е доблесна професија. Ако е некоја професија доблесна, тогаш таа ќе биде успешна ако со неа се занимаваат само морално доблесни луѓе. Политиката е една сериозна сфера. Така. Можеби е сфера која што задира најдлабоко во интимата на човекот. Сфера која што има сила да влие на интимата на добро или на лошо.